Полека се приближуваме кон 20-тото издание на VIP на еден ден. Ке констатирам дека изминативе епизоди вративме многу насмевки, создадовме многу среќа и вративме многу самодоверба. Но запознавме и многу искрени луѓе, чисти души и хумани срца. Затоа и одлучивме да ја активираме рубриката Исполни желба, создади среќа, каде што вие, почитувани гледачи, драги хумани компании, големи срца, ке можете да се вклучите во реализирање на среќата на нашите учесници. Сега ќе се навратиме наназад кон една од претходните епизоди, каде нашата учесничка имаше желба. Еве како изгледаше тоа. Јас сум Мери Бирчовска, имам 39 години и сум израсната во детскиот дом 11 октомври, дом за деца без родители. Избледени фотографии, избришани сеќавања, украдени соништа, очи пресушени од солзи и болно сеќавање на детството. Па многу немаваше. Не ни даваше вода на вечер да пиеме. Многу не малтретираше. Мери е родена во Тетово. Вели не знам кој ми го дал името. Оставена сум. До својата 7 година престојувала на Илинденска, во дом семејство, а оттаму ги има овие сеќавања. Во семејството бевме повише деца и на 2 кревета спиевме, кој доле, кој надоле. Орхан, Тереза, Даниел, Сашо, Сузе. Сузе беше најмала. Бебе беше, ние им ги менјававме памперсите. Ја имав 7, а они се помали од мене. 6-5. Сузе знам беше бебе, па ќе речам. Болни се сеќавањата кои се нижеа како испрекинат филм. Сеќавање на жената која ги чувала. Тешки за раскажување, уште потешки за слушање. Па не се сеќавам многу, само знам, уче во Песталоци, оде во школа, ме носеше она на почетокот, ме враќаше, дур научам сама да одам. Нова година кој ќе дојдеше, кој ќе ни даде пакетчиња, не ги зимаше на нас. Да, не ги зимаше за нејзините деца. Мери напати во разговорот замижуваше, како што правела како мала. Ако замижиш, чиниш се ке исчезне. Ама нема. Не тепаше, многу не тепаше. Пошто мокревме во кревет, и ако некој од нас се измокне, значи знаеме што не чека од неја. Оставала на тераса да спием, зашто мокревме стварно. Зашто мочевме, да. Не смевме ништо да правиме, значи. За помада ми имаше тепано, знам дека си земав помада од Нивеа, памтам на Нивеа, и ми имаше тепано. Се враќа фунот. И кога мислевме дека се лошо што имаше да каже, завршила. Следуваше најгрозноморниот чин кој го направила таа жена старателка. Да не опишувам се како стварно лошо. Значи, многу не малтретираше. Ми изгорена тука, она. Мокревме во кревет, вели Мери. Имаше многу деца што мокре и многу не тепаше. Од страв, нормално од страв, тоа е од стрес, од страв, да. А ја молеше ли да престане, ја прашуваше ли зошто? Не смев тоа ништо. А како ја викаше? Ја викаше мамо или не? Мамо ја викавме сите. И тука се наметна прашањето, а добро, задолжените служби каде биле? Во тоа време, пред околу 32 години,
Колку повеќе деца земале, толку повеќе пари добивале тие од дом семејства. По 3000 денари од дете, вели Мери. Многу не малтретираше кој ќе доеше социјалното центарот за социјални грижи. Нас не мачка со бугарски кармен, вистина образите, да видиме свежи и не смеевме да писнеме сите ние. Значи многу сме малтретирани таму. И поубаво во домот што не дадоа него ли ке неа. Нема солзи веќе Мери. И таму каде треба да заплаче, таа се смее. Чиниш некој ја прекорил, ја замолчал. А некој нејзе ја пријавија во семејството, кај што не чува, не пријавија, комшиите пријавија, пошто на нас се малтретира. Се слуша деца, те тепат плачеш. И они пријавија. А сега е време за еден сериозен муабет околу ДНК анализата која што Мери ја побара. Значи, Мери, како беше изненадувањето, да прашам? Добро. Добро? Само добро? Добро, и понатаму сме воздржани, ама ги видовме и солзите радосници, се надевам дека од сега натаму така ќе ти биде во животот цело време, нели? Сега, имав уште едно барање од тебе. Првата желба ја знаеме, таа е желбата за станот, меѓутоа кога те прашав за втора желба, ми рече не знам која е, ама јас знам која е. ДНК анализата. Така, он сакаше. Добро. Дали можеш да го побереш сега татко ти, за да видиме дали ќе се сложи да направи ДНК анализа? Добро. Може? Еве го телефона. Можеш да го побереш, за да видиме. Што бреш? Ќе дојдам, ќе поминем. Па денеска. Ќе завршиме работа. И тука ќе констатирам дека не беше воопшто лесно за да дојдеме и да ја направиме таа анализа. Сепак требаше да се испочитуваат сите правни, меѓутоа и човечки процедури. Но денеска ќе ви соопштам дека ја направивме ДНК анализата. И ќе ви соопштам дека денеска ќе ја дознаеме вистината. Дали посочената личност е на вистина таткото на Мери. Уште на самиот почеток кога ја слушнавме приказната на Мери, знаевме дека трагањето по среќата на оваа жена е малку подолг пат. Желбите на Мери, искажани во исповетта и апелот да ѝ се помогне, ни налагаа поинаков тек на активностите. Завршувањето на роденденското изненадување со Мери беше со разговорот со нејзиниот кој Мери верува дека е биолошки татко, но и нашето ветување дека ќе се обидеме да најдеме решение за случајот. Но се не е толку едноставно, затоа што сепак темата ДНК анализа е чувствителна и се наметнува прашањето што ако резултатот е негативен. Дали и така напатената душа на Мери треба да се изложи на таква бура од емоции? А што ако е позитивен? Што би предизвикало тоа во однос на имотно-правните односи? Токму затоа, детално се распрашавме за тоа на кој начин се прави ДНК анализата. Во Македонија може да се направи во приватна лабораторија или да се направи во МАНУ. Обично се земаат примероци од 3 регии, кај потенцијалниот татко и дете. Значи се испитува влакно од коса, крв и се зема брис од уста. Ако се потврди дека има поклопување во генетичкиот материјал во 3 регии, тогаш резултатот е позитивен. Најлесниот начин и најчесто користен е земање бриз од образот на устата. Бидејќи станува збор за возрастни личности кои сами одговараа за своите постапки, процедурата може да оди полесно. Па по добиената дозвола ја направивме анализата. Една приватна лабораторија со сето срце ни излезе во пресрет и своите услуги бесплатно ги стави на располагање на Мери. Одиме да ја дознаеме вистината. Мери? Ваму или таму? Како си ми? Тука на сред улица. На сред улица сме. Знаеш зашто? Заради тоа што не ја знаеме вистината се уште.
Денеска ќе откриеме дали посочениот човек е твојот татко или не. Добро. Кажи ми само што, доколку резултатот биде позитивен, што ќе се смени? Па не знам. Ке знам јас дека ми е татко, а од негова страна не знам. А што доколку резултатот е негативен? Ништо, он има речено, ако е негативно, ние пак ќе си имаме, пак ќе се контактираме. А доколку е негативен, би тргнала повторно по потрага да го бараш? Не. Тогаш, ајде, да тргнеме. Јас сум 100% сигурна, па ќе видиме. 100% си сигурна дека е позитивен резултат? Мислам дека да. Добро. Одиме да видиме. Се надевам и јас. Мајка ми е најдовше, најдов после една година го најдов и татко ми. Добро, он ми рече, ќе ми кажеш што е со тоа. Викам, од кај знаеш ти може, ќе те викам. Да не си ќе рече, може би си ми. Не, па ќе ви го дадат документот, реално. Знам дека ќе ни го дадат, јас ќе му го кажам. Ако сака ќе се сретнеме, видиме. Сега сум во мисла, не знам, со ова не знам што ќе биде. Па на крај крајева, има на се или нешто, нели? Ако е, добро, супер, од ништо нешто. Нели? Кога се прв пат сретнавме ке мајката Рези, која си правевме мобет и мене ме интересираше. Викам, добро, да те прашам кој ми е татко, од кај, пошто сум у Тетово родена, да знам дали некој од таму, дали е тука. И она ми каже само име Стојче дека е. На 29 години, значи и отидов таму, добар ден, добар ден. Викам Стојче, се смее. Ја уште кога го видов, мислам дека јас си личиме, не знам. Викам, тој е тој. И се смешка. Смее се, викам, смее се. Мене исто ми е, сакам да се дознае и се дај Боже да биде позитивно, пошто он има браќа, сестри. Многу ми е онака да знаат. Да видам нивната реакција. Па не, јас отидов и ке него, ја дознав и тој кај живе, неговиот брат. И му отидов таму, ама он не ме онака. Која си бе ти ми вика? Па викам, добро сега, така е. Кај се испаднав јас. И баш ми онака за доказ. По на мајка ми кажувањето дека тој е тој, како што ми рече на случај, ја мислам, и ја го видов него, и го видовте и вие, дали, и ја мислам дека тоа е. Сега ќе видиме. Согласно нашиот договор, но и барањето од Мери, соопштувањето на резултатот, да ни го снимаме во живо, туку Мери дополнително сама да ни го соопшти. Нашата камера остана пред лабораторијата. Миговите на исчекување долги. Позитивен или негативен е резултатот? Дали 10-годишното верување дека посочениот човек е биолошки родител ќе се притворат во стварност? Како предиспит ми е вака во стомакот. Ќе ја имаме ли насмевката на Мери? И го добивме резултатот. Според направените анализи за утврдување на крвно сродство, се потврдува дека лицето, чиј примерок е означен со не е биолошки родител на лицето, чиј примерок е означен со Мери Бирчовска. Првичниот шок од резултатот Мери не можеше да го искаже пред камера. Замоли да го спуштиме објективот. 10 години верба дека родителот е пронајден, сега се залудни.
При прочитувањето на резултатот и жилбата да се прочита спротивното, не ја напушташе Мери. Ние кога влеговме, ти рече, јас сум 100% сигурна. Да, и па тоа ми е највише криво. Што до сега така чале и на крај шо чале? А ме ја сум разочарана. Потврдуваме дека и онда така, нели така почна, потврдуваме дека лицето за кое мислите дека е татко, не е. А на мајка ти ќе кажеш? Ќе кажам, само треба да најдам време кога може да кажам. Ќе си кажам дека не е и толку на крај крајава, па сакала видела, сакала не, тоа нејзино се, не е мое. Тоа е тоа. Тоа не е баш тоа. Јас само се јачам. Па неколку 10 години да мислиш дека ти е татко и... Малце се смирам и не очекувам вакво нешто, човече. Ова како шамар некој да ми дише. Боле шамар него... И тука нема виновни обвинувачи, нема грешници и праведни. Имаме само еден голем прашалник. Што понатаму? Отворивме ли Пандорина кутија или создадовме пат за пронаоѓање на вистината? Жалиме што приказнава немаше среќен крај, но среќни сме што ја исполнивме желбата на Мери за ДНК анализа. А за да ја комплетираме приказната, со насмевка ќе се подсетиме на трансформацијата на Мери и благодариме за довербата во нашиот тим. Барам спас во туги допири, се лажам дека сум јак. А се за миг, знај би заборавил да си моја ти пак. Јас немам ниту збор, јас немам ниту сон, откако си ти во туги преградки и не ке најдам лек што ке ми помогне да те преболам, да заборавам. Откако си ти во туги преградки и не ке најдам лек што ке ми помогне да те преболам. Сум Љупка Ангелеска Темилковска, мажена, мајка на 3 деца. Можам да направам баш се. Као зборови идиот, деген, ретардиран, глупав, па дури закани да убеме и тепанушко, давен. Кој не можеш да му помогнеш на собственото дете. Пошто не можеш да бидеш појак од некоја институција. Да смислам некој нов и подобар свет. Но не ми оди тешко без тебе. Кој би го чувал, пример, ако он остане цел живот така? Тешко без тебе. И во беззнато нам блуви тажни звон.
Razplakam se pak zam. Možem da... Не се сеќам, не, отпосле што ми кажува, не, се сеќам претходно, пример, кога сме биле на забава, дел од патот, а после тоа не. Тоа е едно пола сат причина, тоа е така не се сеќам нешто. Teško bez tebe. Тоа ми кажува, колата ни се вртала, со брат ми, со пријател, возел брзо брат ми и скочила нека кола такси пред него и брат ми за да не удри почнал да кочи и вртал на кај ограда за да не удри. Možem da pejam razplakana. Možem da se samo teško bez tebe. Дали си спремна да отвориш очи, јас затоа ќе да ти кажам. 3, 4, отвори очи. Samo teško bez tebe. Teško bez tebe. I beznato nam tažni zvonat, kolku da sakam se pak za